Втор дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Кривични пријави за 4 лица, луѓе блиски до специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Заради големиот интерес за мерката грантови за самовработување, рокот за апликации во агенциите за вработување е пролонгиран до идниот петок, 5 февруари. Денес е отворена првата универзитетска телевизија во Македонија, во Универзитетот Гоце Делчев Штип. Студиото е во мултимедијалниот центар на УГД. Кривични пријави заработија 4 лица, од кои еден вработен во МВР, кој често имал контакти со тимот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и министерот Оливер Спасовски. Вработениот во МВР е пријавен поради незаконско влијание врз сведоци. Втората кривична пријава е поднесена против тројца обвинители од тимот на Јанева заради малтретирање во вршење на службата. Минути за политика во дневникот на Канал Плюс. На недоличен начин се обраќале обвинителите подредени на Катица Јанева кон лицата повикани на разговор. Надвор од секаква процедура пропишана со закон, крајно пристрасно и политички, овластените соработници на Катица Јанева во недостаток на докази вршеле брутални притисоци за да изнудат изјави и искази кои не кореспондираат со фактичката состојба, пишува порталот Курир. Спротивно на законот, членови на тимот на Катица Јанева се јавувале на приватни телефони и испраќале пораки, повикувајќи лица во ресторани или на паркинзи. На едно од повиканите лица дури е нуден и подкуп за да даде исказ во согласност со насоките кои ги добиле од нивната претпоставена. Ваквите незаконски дејствија резултираа со 2 кривични пријави. Првата по службена должност против вработен во МВР заради незаконско влијание врз сведоци, поднесена против вработен во МВР кој имал чести контакти со тимот на Катица Јанева и Оливер Спасовски. Вработениот кој изминатиот период беше неочекувано унапреден од Спасовски, се обидел со пари да го подмити повиканото лице да биде сведок на Катица Јанева. Втората кривична пријава е поднесена против тројца обвинители од тимот на Јанева, поради малтретирање во вршење на службата, по член 143 од Кривичниот законник. Деновиве медиумите пренесоа дека специјалниот јавен обвинител Катица Јанева и лидерот на СДСМ Зоран Заев имале средба надвор од Скопје и го договориле мастер планот за одложување на изборите. Истиот, според објавените информации, требало да се реализира пред посетата на Хан и да кулминира со провокации, упади по домови и други незаконски дејствија. Како што се скусувале роковите дадени од Заев и како што растал притисокот кој лидерот на СДСМ во континуитет го вршел. Од една страна така се зголемувала и агресивноста на тимот на Катица Јанева од друга страна, бидејќи биле соочени со фактите дека нема ниту предмети, ниту пак постојат аргументи за покренување на каква било постапка. Инаку, од понеделник Министерството за внатрешни работи ќе и го даде дополнителното обезбедување што специјалната јавна обвинителка го побара неделава, велат за мета од кабинетот на Јанева. Јанева побара засилено обезбедување за неа и за обвинителите од незиниот тим, еден ден по обраќањето на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, во кое тој остро ја нападна. За понеделник, како што информираат од специјалното јавно обвинителство за мета, е закажана и седницата на Советот на јавни обвинители, на која ќе присуствува и Јанева и ќе даде одговор на прашањата околу отстранувањето на двете обвинителки од незиниот тим. Слободни, фер и демократски избори може да има и ќе има. Граѓаните на Република Македонија го заслужуваат тоа и СДСМ не смее повеќе да бега од одговорноста, истакна на денешната пресконференција членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Илија Димовски. СДСМ ја има контролата врз Министерството за внатрешни работи и доминантно врз Државната изборна комисија, двете најодговорни институции за спроведување на изборниот процес, рече Димовски. Посочи дека не станува збор за никаква еднострана одлука за распуштање на собранието, бидејќи договорот од јуни и јули, на кој е потпишан лично Заев, предвидува избори на 24 април 2016 година. Дополнително, собранието со гласовите на сите партии, вклучително и на СДСМ, го донесе изборниот закон во кој е дефиниран изборниот датум, токму за 24 април 2016 година, истакна Димовски.
Генералниот директор на Агенцијата за вработување Владко Поповски денес оствари средба со невработените и бизнис секторот на општина Пробиштип. Агенцијата за вработување денес во општина Пробиштип оствари средба со невработените граѓани кои може да ги искористат бенефитите од мерката за вработување на повозрасни лица. Денешниот настан во Пробиштип е во работна агенда на Агенцијата за вработување за појаснување на сите детали на активните мерки за вработување. Дали со нашите мерки и програми и начинот работа ги задоволиме нивните потреби. Значи дали сме го погодиле таргетот, дали сме утнале некаде. Дали соодветно нашите вработени во локалните центри ги представуваат мерките, отворени се за соработка, не се за соработка. Едноставно да размениме искуства, бидејќи како генерален директор на агенцијата мора да видам каде се функционира, да она што не чини, да го отстраниме, она што треба да се подобри да го подобриме или па да направиме некоја нова мерка, некој нов начин на постапување со тоа што сите би биле задоволни. Една кратка презентација држиме за активните мерки што ги имаме за оваа година, за системот како функционира, значи нашиот онлайн систем каде што има многу информации, многу можности. Граѓаните се заинтересирани од новите мерки на владата. Ги плаше старосната граница, но никогаш не е доцна. Секој може да основа свој бизнис, вели Поповски. Средба и преглед на активните мерки и програми за вработување и услугите на пазарот, директорот на Агенцијата за вработување Владо Поповски имаше и со бизнис секторот во Пробиштип. Паралелно со невработените, значи работиме со работодавците, едноставно и од нив не интересираат нивните предлози, сугестии, критики, бидејќи од критиката е најдобар учител за секоја институција. Колку повеќе критики, значи тие се добронамерни во секој случај. Новите мерки на Агенцијата за вработување најчесто се интерес за работодавачите. Подесување на критериумите, начинот на постапување, условите за постапување во тие мерки, така да јас веќе за 2017 планираме микротаргетирање. Не цела Македонија ќе видиме неколку општини како првични, да кажеме, субјекти со кои што ќе пилотираме. Се надам дека од 2018 ќе почнеме со вистинско локално микротаргетирање. Значи, она што функционира некоја мерка во некоја општина со некои посебни критериуми да биде за таа општина, а тоа што не функционира да не го представуваме таа општина. Па да ги видиме мерките кои ги предлага владата за вработување на млади лица. За овие активности што за млади вработување да видиме за програмата што ќе ноди. Од досегашните мерки сме задоволни. Поради големиот интерес за активната владина мерка за грантови за самовработување, пролонгиран е рокот за доставување апликации кои требаше да заврши денес. Заинтересираните за оваа мерка имаат можност да аплицираат до идниот петок. Мерката за самовработување со грант е продолжена за 5 дена, значи до 5 февруари е отворен огласот и сите лица кои се невработени и активни баратели можат да аплицираат до 5 февруари. До сега имаат аплицирано нова мерка од Штип? Во Штип имаме до сега нешто над 30 лица аплицирано. Значи имаме и доста што сакаат да аплицираат и затоа огласот е продолжен до 5 февруари. Очекуваме овие денови да се пријават до над 40 лица. А кои се најчестите бизнес идеи тука на младите во Штип? Најчести бизниси се од услужни дејности, најчесто или производство на храна, брза храна, потоа имаме од некои занаети, пред се услужни дејности. Универзитетска телевизија е отворена денес во Универзитетот Гоце Делчев. Ова е прва телевизија во Македонија која ќе функционира како универзитетска, а студиото е во мултимедијалниот центар на УГД. Отворена првата универзитетска телевизија УГД ТВ денес на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Телевизијата ќе работи во рамките на универзитетот во интерес на студентите и нивно подобро информирање за работата на оваа институција, презентација на научно-истражувачките проекти на професорите, студентскиот живот и целокупниот образовен процес. На овој начин уште една се покажа дека се што се прави на универзитетот е за афирмација на студентите и нивно полесно прилагодување на пазарот на трудот. Едукативни емисии на кои ќе бидат презентирани 53 научно-истражувачки проекти ќе биде првата активност на УГД ТВ. Работата ги представат нивните резултати да се направат комплетни едукативни емисии кои ќе одат на сите наши факултети и на сите наши студенти ќе бидат пристапни и достапни по тоа да видат што науката во основа на УГД работи. Од друга страна ќе се направат проектни активности и проекти за работа на студентскиот живот и студентските активности. Тоа ќе бидат посебни делови на студентите кои ќе се артикулираат овде со нивните потреби, со нивните знаења, со нивните умења, пред се со студентите од новинарство и студентите, да кажеме, од Филмска академија, меѓутоа тука се студентите од
Музичката академија и другите факултети кои имаат интерес во поглед на тоа да представат што работи и што имаат намера да работат на универзитетот. Универзитетот и понатаму ќе продолжи во насока на градење на инфраструктура со цел подобро студирање и компетенции кои студентите треба да ги стекнат на факултетите на кои студираат, реновирањето на постоечките капацитети за сместување и изградба на студентски дом еден од приоритетите на универзитетот, најави заменик министер за образование Ристовски. Штип исто така влегува во рамки на вкупниот проект за реновирање и санирање на постојните студентски домови, меѓутоа истовремено стои приоритетот. Јас не можам да гарантирам за 2016 година, но соодветно на потребите на универзитетот и во комуникација со управата, во следниот период ќе направиме проекција за потребните студентски места за градот Штип. Потврда за успешно работење на Универзитетот Гоце Делчев од Штип е најновото рангирање објавено од страна на јавниот истражувачки центар Webometrics во Шпанија. Штипскиот универзитет се наоѓа на 1970-то место меѓу над 25.000 универзитети во светот рангирани според цитираност. Webometrics рангирањето го прави според неколку критериуми. Едни од нив се географската големина на универзитетот, објавените научни трудови и бројот на академски работници, популарноста и посетеноста на сајтот на универзитетот и влијанието на веб страницата. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип во соработка со Советот на млади денес организираа 2 книжевно-музички перформанси. И тоа тоше има само датум на раѓање и Гоце Делчев великанот роден за да не учи и води. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип во соработка со Советот на млади при општина Штип денес организираа 2 книжевно-музички перформанси во еден. Тоше има само датум на раѓање и Гоце Делчев великанот роден за да не учи и води. Настанот се одржа во просториите на библиотеката. Денеска овој колаш на манифестација учествуваат повеќе претежно млади, хорови, рецитатори, музички творци и така натаму, што секако таа постојана инспирација на овие наши светли ликови се секогаш во мислите и делата на нашите автори. Настанот беше збогатен со читање лични творби за Гоце, за Тоше или на теми блиски до нивното делување. Рецитација на песните испеани од Тоше, рецитација на песни за Гоце Делчев, драматизација на книжевни диалози во кои се јавува ликот на Гоце, пеење песни за Гоце Делчев, како и пеење песни испеани од Тоше Проески, а на истиот учествуваа над 100 учесници. Па вака се представивме прво со една убава песна која Тоше Проевски имаше препејана македонска народна песна, Мајка на Марика думаше, и спеавме уште 2 песни посветени со текст, со опејување за Гоце Делчев. Ова е прв, да речеме, јавен настап на учениците од музичкото училиште и што е она што се предвидува за воднина? Па вака ова е точно прв наш јавен настап во оваа нова 2016. Се планираат многу настапи, многу концерти, здравје Боже, можно е да излеземе и од нашата држава, така да имаме доста настапи оваа година, каде што имаме многу за работа. Јас се представив со песната Жена Балканска, која Тоше има испеано заедно со групата Синтезис. Тоа е една од повеќето песни кои што тој ги има испеано со групата Синтезис, па така јас се избрав по оваа песна. Зошто токму таа песна? Па, не знам, останатите песни се така љубовни, да речеме, испеани за некоја девојка, и ова испеана за некоја девојка, но со малку поинаква содржина, малку пореална. Јас со моите соученици од Соуколен Ехтени се представив со изводок од книга на посветена за Тоше Проевски. А кој ве подготвуваше? Не подготвуваше нашата професорка по македонски јазик. Предходно формирана комисија по завршувањето на перформансите им додели награди на најуспешните. Инаку иницијатор на денешната манифестација е директорката на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип, магистар Милена Ристова Михајловска. Кривична пријава заради злоупотреба на службената положба доби штипјанец вработен во Агенцијата за катастар. Во 2008 година идентификувал земјиште во село Чардаклија како земјоделско и како предмет за денационализација. На собствениците на ова земјиште пријавениот со денационализација им обезбедил на незаконит начин да стекнат околу 15 милиони денари. Пријавениот како службено лице, вработен во Агенцијата за катастар на недвижности Штип,
на 29 октомври 2008 година ја злоупотребил службената положба на начин што идентификувал земјиште како земјоделско на место викано Герен, атер на село Чардаклија, Штип, кое било предмет на денационализација, а кое според важечкиот генерален урбанистички план евидентирано како заштитен зелен појас на сообраќајница во градежен потпат, па од тие причини истото не можело да биде предмет на денационализација. Во Виница мажите со пократок век од жените. Февруари, март и октомври се месеците во кои расте смртноста, зашто општината купуваше нови парцели, а во теке постапка за земјиште со која проблемот ќе биде решен за наредните 30 години. Февруари и март се месеците кои статистички најмногу ги забрзуваат умирачките кај луѓето. Минатата 2015 на градските гробишта во Виница за овие 2 месеци завршиле 22 лица. Октомври е исто месец во кој најмногу умирале луѓето, а најмалку во август кога имало само 2 погреби. Температурните разлики најверојатно носат сериозен стрес на човечкиот организам кој го забрзува веќе започнатиот процес. На градските гробишта во Виница 2015 завршиле 98 лица, повеќе мажи отколку жени. Статистички гледано, мажите умираат помлади и побрзо од жените. Умирачките процентуално се намалени во однос на претходните години, но не се стопирани болестите. А се повеќе, како проблем се актуализира и недостатокот од гробни парцели, зашто минатата година половина од починатите се погребани во стари, а останатите во нови парцели. 2015 година општина Виница откупи ново земјиште од околу 900 квадрати, кое според проценките ќе биде доволно барем за наредните 3 години. А решението за наредните 30 години е во трансформација на државното земјоделско земјиште, кое е во непосредна близина на градските гробишта со површина од 10.000 квадрати, за кое постапката е во тек кај надежните институции. Инаку со отварањето на капелата, веќе се надминати поворките по улиците, а ценовникот од 2500 денари за користење на истата останува исти 2016 година. Висината на гробарината која се инкасира во буџетот на јавното претпријатие Солидарност е 110 денари по сметка или 1320 денари на годишно ниво по корисник, со кој повратно се покриваат трошоците за погребалните услуги на операторот. Сириската опозиција соопшти дека нема да учествува на мировните преговори, што треба да започнат денеска во Женева. Портпаролот на опозицијскиот Сириски национален совет Ахмад Рамадан соопшти дека опозицијата донела ваква одлука, бидејќи од Обединетите нации не ги добила бараните објаснувања. Ниту еден од членовите на комитетот нема да оди во Женева, бидејќи сите ги чекаат побараните одговори, нагласи Рамадан, додавајќи дека средбата во Ријад, на која присуствуваат представници на најголем дел од сириските опозицијски групи, ќе продолжи денеска. Повеќе од 100 луѓе ги загубија животите во Русија оваа сезона од грип. Најголем дел од нив биле заразени со вирусот H1N1, односно свински грип, соопшти министерката за здравство на Русија Вероника Скворцова. До сега се регистрирани 107 починати лица од грип, меѓу кои 3 бремени жени и 8 деца, изјави таа. Според неа, никој од жртвите не бил вакциниран и отидоцна се обратиле на лекар. Скворцова вели дека оваа и следната недела се најкритични и потоа епидемијата ќе почне да опаѓа. Меѓу заболените најмногу има со свински грип, околу 90%. Голем број луѓе низ главниот град се движат со маски на лицето, а официјални лица советуваат избегнување јавни места и јавен превоз. Во повеќе региони од Русија затворени се училиштата. Во Москва и Санкт Петербург објавен е дополнителен распуст до 1 февруари за учениците од основните училишта. Во Русија се затворени повеќе од 1000 училишта, наведуваат руски медиуми. Volkswagen повлекува нови десетици илјади возила од пазарите, пишуваат германските медиуми, пренесува Ал Джезира. Проблемот овој пат е што е можно со далечинскиот управувач за вратите да се упали моторот на автомобилот, иако е во брзина би можел и да тргне. Според Reuters, 67.000 возила ќе бидат отповикани,
вклучувајќи 20.800 од Германија. Возачите што го имаат спорното возило во Германија од фирмата веќе се повикани да дојдат на сервисите за да се отклони можноста моторот да биде стартуван со далечинскиот управувач за отклучување. Спорните возила се произведени од средината на 2012 до јануари 2013 година. Се уште нема податок колку вакви кеди возила во тој период се продадени во Македонија. Фудбалскиот третолигаш Брегалница од Делчево во понеделник 1 февруари со почеток во 15 часот започнува со подготовките за пролетниот дел од сезоната во третата фудбалска лига Исток. За време на подготовките тренер на екипата ќе биде Дејан Михајлов, а исто така планирано е да се одиграат неколку контролни надпревари со цел екипата поспремно да ја дочека сезоната во која би требало да се бори за што повисок пласман. За сега во екипата нема најавено заминување на ниту еден фудбалер, а се очекува екипата да биде засилена со неколку нови фудбалски имиња. Инаку надпреварите од пролетниот дел во третата македонска фудбалска лига Исток започнуваат на 12 март. Вчера во Штип беа доделени наградите и признанијата за најуспешните спортисти, клубови и спортски работници за 2015 година. За најдобар спортист за 2015 по втор пат беше прогласен каратистот Емил Павлов, освојувач на бронзен медал на првите европски олимписки игри во Баку. Големо е задоволство да се биде по втор пат спортист на град Штип, бидејќи сите знаеме какви се спортисти има градот Штип. Ова признание е пред се резултат на тоа што јас го постигнав изминатата година. Најпрво бев пети на европското првенство во Истанбул, со тоа и земав учество на првите европски олимписки игри, каде што нова надпреварување испишав историја, каде што бев првиот носител на македонското знаме, а со тоа и го освоив првиот медал на овие европски. Градоначалникот на Штип примариус магистар Елчо Захариев изјави дека Штип е еден од ретките градови во кои се инвестира многу во спортот и каде што се финансираат 18 клубови. Бидејќи денес имаме врни спортисти кои добиваат признание, мора да се заблагодарам во името на граѓаните на Штип, што ни приредивте радост. И затоа го оставив она за Емил Павлов. Тоа што краватите го направија вчера за хрватскиот народ, тоа што го направи ватерполото во Србија за српскиот народ, или Џоковиќ што го прави, да речеме, сите нас кои се радуваме на тенисот, бидејќи потекнеме од тие простори, за нас тоа го направи во Баку Емил Павлов, кој донесе радост на државата. Такви спортисти нас се потребни, ал тоа го направи во многу скромни услови. Неговиот клуб, општината не го финансира. Работат во приватен објект, ентузијазмот предничи ке тие луѓе. И затоа тие луѓе ќе добијат од мене секој пат поддршката. И затоа во тие луѓе ја гледам шанса да го промовираат нашиот град. Ние градот ќе го изградиме, ќе го направиме, ентузијазам имаме, знаење имаме, желба за работење имаме, штедиме максимално. Се што заштедиме денот ќе го инвестираме во спортот, во образованието, во културата. Но многу е небитно да има деца. Во секоја населба кој од мали ќе играат. И во населба Баби каде направивме спортски терени. И во населба Дузла каде направивме 4 спортски терени. И во населба Сењак каде направивме ќе има 4 спортски терени, бидејќи до новото игралиште за тенис ќе има и игралиште за одбојка на песок. Во населба Сењак, бидејќи нашиот одбојкарски клуб е од Сењак. Тука Угада ни помага на вистина многу, соработката е фантастична, во Сењак имаме значи сала, ќе имаме уште едно фантастично игралиште. Тоа го имаме во населбата Леваци, и во Деснаци направивме игралиште за кошарка, и во Ново село, и во Железничка. Значи нема каде не направивме. Председателот на Комисијата за спорт Борче Коцев изјави дека Советот на општина Штип секогаш ќе го поддржува спортот и ќе помага, а од спортистите се очекува да бидат добри амбасадори и да постигнат врвни резултати. Почитувани спортисти, уште еднаш од мое име и од името на Комисијата за спорт би сакал да ви се заблагодарам за вашиот несебичен придонес, за вашите секојдневни залагања, за вашите откажувања од многу животни задоволства за да дојдете до вашите врвни резултати и би посилка во иднина уште повеќе да ни израдувате и еден ден се надевам дека некој од вас ќе не направи горди за тоа што сме биле дел од вашето секојдневие. Благодарам. Вечерва и Кочани ќе ги прогласи најдобрите спортисти за 2015 година, каде што за најдобар спортист е прогласен Мартин Стојменов.
Ова е се во ова издание на Дневникот. Останете и понатаму со нашата програма и гледајте го третиот Дневник во 23 часот. Пријатна вечер.